Метео Велес. Чекор пред времето. Сабота, велика сабота, во очекување на најсреќниот и најголемиот радосен ден во годината, Христовото воскресение. Времето во текот на попладените вечерните ноќните часови, се поголемо и поголемо на облачување, поголема густина на облачност, можно во текот на попладените часове некаде во западните делови да има ретки и слаби изолирани врнежи. Во ноќните часови не се очекуваат врнежи, меѓутоа ќе повторам, можно е поради големата густа облачност да има понекаде и изолирани врнежи. Поизразени врнежи се очекуваат во текот на раните утрински часови, најпрво во западните делови државата, а потоа врнежите да се преместуваат преку централните делови и во источните райони од држава. Некаде околу предпладените часови малку ќе има и сончеви периоди, меѓутоа поизразени врнежи во текот утрешниот ден недела се очекуваат во западните делови, северозападните и југозападните делови. Потоа врнежите во текот на попладените часови, вечерните часови, ноќните часови према понеделник и следните денови врнежи ќе има на повеќе места во државата. Некаде врнежите може да бидат и поизразени, ќе биде јужно струјени со јужен ветер, некаде ветерот може да биде и засилен. Знаете, сината боја послаби врнежи, зелената боја појаки врнежи, жолтата и портокаловата боја уште поизразени врнежи. Не се очекуваат кој знае колку големи количества на врнежи, меѓутоа, искрено да кажам, во текот на следните денови, од ке недела попладените вечерните часови, следните денови, понеделник, вторник, среда, па и четврток, досадно време. Ке има и сончеви периоди, па ќе задува ветер, па повторно ќе има врнежи од дожд, некаде поизразени врнежи од дожд, некаде послаби врнежи од дожд, се уште ќе биде јужен ветерот, а додека ветерот во текот на следната недела, некаде кај средината на неделата, ќе го смени правецот во северен. Значи, врнежи се очекуваат на повеќе места во држава во текот на следните денови. Реков, ќе има и сончеви периоди, променливо, нестабилно време. Лошо за сите оние метеопати, сите оние кои што имаат промени, за поголема промена на временската состојба, имаат и здравствени проблеми, меѓутоа тоа е променливо, нестабилно време, променлива, нестабилна недела по Велик ден. Гледаме дека ќе има и поизразени и грмотевици на некои места. Значи, што еднаш да кажам, сума сумарум, изразено нестабилно време, променливо време од ке недела попладените вечерните часови преку денот понеделник, вторник, среда, па и нешто четврток. Потоа, преодно стабилизиране малку ќе има кај четврток, за да потоа петок и за следниот викенд малку е подоцна за тоа да кажува, меѓутоа ете, да најавам дека и потоа ќе има нестабилно време. Значи и од кај петок и следниот викенд се очекува нестабилно време, променливо време. Меѓутоа, што е тоа? Температурите во просек малку ќе опаднат, но потоа повторно ќе се покачат кај средината на неделата. Не се очекува премногу големо намалување на температурите, утринските ќе бидат позитивни. Вакво време се очекува, значи, во текот на следните денови после недела, попладените вечерните часови, понеделник, вторник, среда. Променливо време, нестабилно време. Де сонце, де дожд, де грмотевици, потоа некаде и појава на засилен ветер, такво ќе биде времето во текот на следните денови. Ете тоа што се однесува за временската состојба во текот на следните 7 дена. Метео Велес ви посакува убави, среќни велигденски денови. Најголемиот, најсреќниот ден во годината во очекување на Христовото воскресение. Метео Велес. Чекор пред времето.